Гостин во Охридски разговори е Васко Ангеловски, председател на Охридското социјално друштво со седиште во Мелбурн, Австралија. Хуманист, активист во македонската заедница во Австралија, промотор на Македонија и се разбира на градот Охрид. Исто така, уредник и водител во радиото 3 пати Z во Мелбурн, програма на македонски јазик. Добре дојде во Охрид и најпрвинено охридско прашање, како е да си охриѓанец во Австралија? Ви благодарам на прашањето и сепак голема благодарност на вашето гостопримство. Ево тука да бидам присутен во вашата најпопуларна Охрид News, веб страница која е главниот промотор, како Охрид News е главниот промотор надвор од Република Македонија, далеку во границите на зборот ми е далеку од границите на Република Македонија. На прашањето, како се осеќам како охриѓанец? Па, јас немам зборови, сум горд и што сум поносен охриѓанец, македонец. Ние охриѓани пак сме горди на тоа што како Охридско социјално друштво и како охриѓани во Австралија и како македонци го правите. За оние кои може би пропуштиле да прочитаат, ве следиме и ние останатите медиуми во Охрид. Како Охридско социјално друштво секоја година организирате хуманитарни настани и прослави, а средствата ги наменувате токму тука во Охрид за социјално ранливите, за тие на кои им е потребна помош. Така беше и оваа година, нова донација, нова пратка помош стигна за родниот град. Како се мотивирате и што се на кои се полиња работите и хуманитарно делувате како организација Охридско социјално друштво? Али пред да кажам на тоа, како се организираме, што јас би сакал да изразам голема благодарност. На основоположениците на ова наше социјално друштво, кое со гордост го носи името Свети Наум Чудотворец Охридски. Од далечната 83-та година, кога се формира ово друштво, ево ќе спомнаме некои личности кои треба стварно да ги спомниме и ево така еден почит према нив. Господинот Крстен Наумовски Мечкар, Стојан Трпески и многу други активисти кои во тој момент помислиле да го формираат ова социјално друштво. Со текот на годиниве се работеше, се помагаше хуманитарно, за потребите на кого му беше потребна помош, да се пушти оттаму, да се донеси до овој наш град и каде што беше непотребно, да се даде на оние со стварно му треба таа помош. Со текот, ево, пред, да речем, веќе 2 година и пол, 2, славевме 30 годишен јубилеј. Организирано, на високо ниво. Гости, прво како гости, и од политичките сфери на државата Австралија. И секако политички сфери имаше и од Македонија, од нашата ни Македонија, конзул, амбасадор и така натака. Вие поставивте прашање како ние се стимулираме, или како се организираме да ставиме една помош која е потребна, да речеме, на луѓето во медицински центар, каде што треба, како што спомнавте. Ево ова година, овој пат, негде во август месец беше тоа, се донесе помош за гериатрија, на оние немојни луѓе, што му беше потребна таа помош. Ние, ево тие средства како ги се убираме со нашите забави кои ги правиме на денот за Свети Наум наш. Она што останува од вечерта. Нашата е цел да се потроши тоа што останува на каде таму што треба. Кој нас ке ни се обрати за помош, ние сме тука. Признание за вашите активности стигнуваат не само од Охрид и од Македонија, кои се благодарни на помошта која испраќате тука, но се разбира вашата општествена одговорност како социјално друштво Свети Наум Охридски ја препознават и властите во Австралија. Да, тоа е точно, Короне,
покрај, како што кажавте, значи за признанијата од, да речеме, од Република Македонија, такви признанија добиваме и од државата Австралија. И кој? Тие признанија ни се дават на нашите, значи, оние забави од видни парламентарци, премиери и така натака. Какви се врските со татковината со родниот брат? Каква е комуникацијата? Дали комуницирате со властите локалните, со централните власти? Нашата комуникација, значи јас како председател на тоа социјално друштво е на ниво. Значи со град Охрид, кога велам град Охрид, значи без разлика која гарнитура е од тој момент. Значи ево сега го имаме господинот Бакрачевски, при тоа го имаме господинот Александар Петрски. Значи комуникацијата и соработката е на високо ниво. И тоа ми дава уште поголем стимул да можеме да правиме јас и со моите кои се во ова социјално друштво да на секој повик да се обратиме тука. А исто така да и комуникацијата на ниво на држава ни е прекрасна. Години наназад слушаме многу информации, односно многу информации пробиваат во јавноста за проблемите кои постојат на австралиското тло, особено кои се врзани во најголем дел околу имотот на црквата и она што го создавала македонската заедница таму и македонската православна црква. Не би навлегувал во детали за тие проблеми, но има ли можност сето тоа да се надбине? Гороне, тој проблем веќе ево доста години, значи владее на тој континент. И јас верувам, ако синодот на македонската наша православна црква има слух и дух, проблемот ќе се реши. Проблемот не е во македонските верници. Проблемот доаѓа од тука кога велам од Република Македонија. И тоа треба брзо да се реши. Ево, тој е мој повик, значи синодот по секоја цена да го овој проблем мора да се реши. Па непотребни пари се трошат Горане. Тешки милиони. За кого? Да се докажуваме кои сме, да не докажуваме верата наша. Верата наша е библиска, од искона, па се до денес. Кој губи се во еден ваков проблем? Македонците губиме. Македонскиот народ губи. Поточно ќе се, ево, македонската заедница во Австралија. Македонската заедница во Австралија е една од најбројните. Па, со право ќе кажам, ево вака се вртат некои бројки дека сни биле по некој си таму, да речам, статистика, дека сме 80.000. Тоа е голем абсурд. Абсурд, што јас не би го примил никако, према мој проценки и на многу мои истомисленици. Во Австралија, верувам, се над пола милион македонци. Кога велам македонци, македонци. И како живеат македонците во Австралија? Како Австралија гледа на македонската заедница? Како државјани на таа земја. И сме добро рангирани, значи, во државата Австралија. Така. Како добролюбив народ, работен народ. Мислам, од страна на државата сме благодарни. Врска со охриѓани македонците кои живеат во Мелбурн и околу Мелбурн се разбира преку радио Брановите, имате во вашата емисија, во програмата на македонски јазик, на радиото 3 пати Z, меѓутоа тоа е и врска и со татковината, со информациите кои доаѓаат од тука кај вас. Се уште ли ја имате истата енергија? Енергијата Горане нема никој да загине. Била, ќе биде и ќе остане. Значи, кој е профилот на емисијата, малку да ги запознаеме? Профилот на значи на нашата програма на македонски јазик е прво се состои во тоа што прво морат нашите слушатели кои се голем број во Австралија мора да бидат запознати со изворни вести од Република Македонија. Тоа го чиниме. Значи, со електронската техника сега, значи,
Ево, на нашата програма е известувач Нина Кепеска, која беше толку долго време репортер, новинар за АЕД. Во другите програми ние Фиданка, во Нова Македонија, уредник и седо. И денеска, значи, па вака, слушателите одвај чекаат да ги слушнат и да ги слушнат оние правите изворни вести што се случува во нашата родна Македонија. Так. Васко, веројатно и не е омилена тема, но морам да прашам, те мачи ли носталгија? Носталгијата, јас и покрај 33 години, мене носталгијата постои кај мене лично, а не само кај мене, верувам и кај многу наши македонци за родниот крај. Јас, ево, ќе упатам и еден апел. Нека направи нешто државата наша, за да можем јас да се вратам. Не само јас, и илјадници други македонци. Би се вратиле? Да. Почитувани, тоа беше разговорот со Васко Ангеловски, претседател на Охридското социјално друштво Светинам Охридски со седиште во Мелбурн, Австралија, хуманист, активист во македонската заедница во Австралија, промотор на Охрид и на Македонија, уредник и радиоводител на 3x радиото, програма на македонски јазик. Благодарности и до тој Васко. Благодариме и на вашата покана, Горане, и ви посакувам успех, значи, до века. Благодарам.